Изгледа станува проблем тоа што не наликува на досега познатите политички фигури кои дефилирале на јавната сцена. Со оглед дека се работи за вистинска енигма од која не може да се смета на тоа што вообичаено се очекува од таков профил. Отворено се појавува симпатија и жал за минатото, за претходните луѓе и времења. Искрено Заев со неговите глупости и не развеселуваше. Че не насмееше. Овој не знаеме што мисли. За разлика од него, еден од членовите на кабинетот не може да се сопре. Го има насекаде и е толку логореичен, што се добива впечаток дека доминира во дебатите, не оставајќи простор никому да се доискаже. А како и да се стаса до збор, кога тој е навикнат и него да го подели на помали делови, за да добие простор. Јас ја одлуката ја прочитав во пресконференција точно буква по буква. МОЖЕСЕКОЈ да има потреба да располага со таков капацитет да чита буква по буква. Бидејќи постојат сложени зборови кои тешко се изговараат, па е нужно пред да се интерпретираат, да се вежба нивната поделба на словови. Инаку, неизоставно, мора да се случи грешка. Рековте, се работи за токсиколошки карактер на нештата. Значи има и антипод на тоа, детоксикологија. Во тотално токсичниот свет, мотивиран од модерниот империализам, такви работи не се дозволуваат, бидејќи од големиот цар кој има сериозна желба да предизвика катаклизма од планетарни размери, се плашат и пелтечат, дури оние кои се сметаат за негова десна рака. Нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет. А я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. Да. Се знае колку е студено во Сибир ако се каже не. Но затоа во Македонија е потопло, па може да се чешаат јазици. И традиционално, особено ако се има заземена страна, разбирливо, наместо по конјот, најлесно е да се удри по самарот. Кога ќе си изберете председател комичар, ќе си доручкувате гранати едно са вајле. Како и така си играш до тебе таква војна сила? И на крајот, за оние кои навистина знаат се, па и тоа дека Киев му бил партнер на Скопје, кога му било тешко, ма само затоа што за тоа имал изим од Москва. Ние како Македонија барем треба да бидеме бајги внимателни, затоа што 2001 година за време на конфликтот беа меѓу првите и можеби и единствените кои што без условување веднаш пристапија со меѓутоа тоа воена беше Леонид помош. Кучма кој е тотално диаметрално спротивен од овие. Не беше наранџаст. Кога даде Украина како Русија даде проруски председател имаше Украина кога ни даде. Не е ни важно кој бил тогаш, а кој е сега, ниту кој кому помогнал и зошто помогнал. Важно е дека политиката на суверенизам била само голема шарена лага, проти својата независност не се брани со инвазија од други држави, а биле тие и портокалови.